Насловна страна на денешниот дневник. Жестока расправа во градскиот совет по предлог програмата за располагање со државно земјиште. Советниците на денешната седница со измена на средствата во буџетот обезбедија 2 милиони денари за Охридскиот пливачки маратон. 14 спасени животи, 800 интервенции е билтенот на спасителите од Црвен крст ова лето. Илиевски и Неделковска триумфираа на Охридскиот пливачки маратон. Започна Балканскиот поетски камп за млади Ванчо Николевски. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топла, максималната дневна температура 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ведро и свежо. Утре над Централна Европа, на Апенинскиот и Балканскиот полуостров и локално во североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите делови од Европа времето ќе биде сончево и топло. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров во сабота умерено облачно со врнежи од дожд, ветровито и свежо време. Локално врнежи од дожд се очекуваат и во Албанија и Македонија, во останатите делови од Балканот ќе биде сончево со локална облачност. Максималните дневни температури на полуостровот од 27 до 33 степени Целзиусови во сабота. Утре во Македонија времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде топло. Попладне во северозападните, западните и югозападните делови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, минималните од 10 до 19, максималните дневни температури во земјава утре од 25 до 33 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота предпладне претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, минималната температура 16, дневната 27. Во следните денови на поголем дел од денот времето сончево со локална облачност, попладне во вечерните часови услови за врнежи од дожд, минималната температура 17 односно 16, дневната 28 односно 25 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часот, од понеделник до петок. За сите останати услови јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Денеска во Советот на општина Охрид беше изгласана програмата за располагање со државно земјиште на општината за 2022 година, со која се отвора можност за продажба на парцели на Мауцкер. На седницата по оваа точка се водеше жестока расправа во која се вклучија и археолози и представници од невладини кои бараа од Советот да не дозволи продажба на земјиште на Мауцкер затоа што таму има значајни археолошки локалитети. Со 13 гласови за и 4 воздржани, Советот ја усвои предлог програмата во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2022 година. Оваа точка на дневен ред предизвика жестока расправа на денешната седница. Советничката од Левица Виолета Аврамовска, која поднесе 82 амандмани на точката, во своето излагање истакна дека амандманите се со единствена цел да се блокира точката, при што побара од предлагачот да ја повлече, а од советниците апелираше да не ја изгласаат, односно, како што рече, да не дозволат распродажба на градежно земјиште на Мауцкер со почетна цена од 70 денари за метар квадратен, посебно затоа што таму се наоѓаат важни археолошки локалитети кои се дел од планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион. Спротивно на актуелниот план за управување со културното наследство 2020-2029 година, каде е регулирано и управувањето со археолошкиот локалитет Хермелеа во пределот на Мауцкер, општина Охрид го распродава локалитетот по 1 евро квадрат. Но државното земјиште не е лична собственост ниту на градоначалникот, ниту на неговата партија, ниту на никој од нас, туку на народот. Токму поради тоа, за продажбата на Мауцкер треба да се слушне гласот на охриѓани, а не интересите на бизнес елитата и интересите на профитерите од власта. На точката за располагање со државно земјиште реагира невладини организации Енхелеус Лихнит, Грашница, Македонско-албанска асоциација на 17 граѓански организации за природно и културно наследство, Туристичка асоциација на Охрид, чии представници беа присутни на денешната седница. Тие упатиле барање до Советот да се обратат на седницата и да ги објаснат своите аргументи зошто Мауцкер не треба да се продава. Председателот на Совет Сашо Донев не дозволи обраќање на присутните од невладините организации, укажувајќи дека тие можат како гости да ја следат седницата, но не и да учествуваат во расправа, одговорница. Археологот Сашо Кировски од Енхелеус Лихнит од место го изрази својот револт. Ево во археолошка карта. Ево е основи на античка архитектура, предмет кој го полагаа за Енгелана. Као кео на студентиве, као кео ли научната афела еден таму ако се продаде Мауцкер. Тоа е археолошки комплекс, не е археолошки локалитет и не ме интересира партија. Ме интересира Македонија, науката и љубовта према Охрид и Охрид е светско наследство. Еден проект немате направено за заштита на културно и природно наследство. Ни вие, ни СДСМ, ни никој. Ни еден. И срам да вие. Председателот на Совет се обиде да воведе ред, замолувајќи ги присутните од невладините здруженија да ја следат седницата без упаѓање, во спротивно да ја напуштат салата, пошто нивното барање пред советниците го прочита советничката Аврамовска. Во археолошкиот комплекс кај Мауцкер значајни национални добра представуваат археолошкиот локалитет Хермелеа, Козлук, Габавци, ранохристијанската базилика посветена на Свети Еразмо, Чекоштина, Енгелана. Бараме Советот на општината да не гласа за ова отуѓување на земјиште заштитено со закон, истакна Аврамовска. Општинските стручни служби се изјаснија дека амандманите на Аврамовска се неосновани и не се во согласно со закон, пошто следеше гласање и сите 82 амандмани беа отфрлени од мнозинството, додека советниците од опозицијата гласаа воздржано. Пред гласањето за точката за програмата за располагање со државно земјиште, секретарот на општината Александар Китески истакна дека од моментот кога била закажана седницата до низиното одржување, граѓанските здруженија имале време да ги достават своите забелешки до него, до градоначалникот, до председателот на Совет, до службите на локалната. Ја обвини советничката Аврамовска дека ги организирала случувањата на седницата со цел да се представи точката во поинакво светло пред јавноста. По ова падна нивото на комуникација и од советничката говорница. Почитувана советнички од Левица, очигледно денешниот циркус е ваша масла. Ова не е одлука, не носиме денес одлука
за продажба на државно земјиште како што сакате да представите пред граѓаните на Охрид. Меѓутоа, освен да лажите, друго не знаете. Не знаете. Ако сте толку вие искрени и се грижите за градов, ќе дојдете да ги решаваме проблемите доколку ги има. Секретарят, јас никогаш не лажам. И немој да ме нарекувате лажга, бидејќи јас никогаш не лажам. Вие мене не ме познавате. Како прво, јас воопшто не ги повикав овие луѓе денес. Луѓето ме исконтактираа вчера, сакаа да дојдат да бидат присутни на оваа седница и оваа седница е отворена, колку што ми е мене познато, а не е затворена. Има право секој да присуствува. Сакаа да се обратат, ете, ги избркавте, им кажавте дека не можат да се обратат, го прочитав нивното барање, меѓутоа немој мене да ме нарекувате циркузант и лажга. Со програмата се отвора можност за продажба, но не значи дека сите наведени парцели ќе бидат реализирани. Реализацијата на програмата може да биде и нула, истакна представник на општинските стручни служби. За археолошкиот дел, значи за да се дае земјиште на продажба, дали ќе биде по било кој основ, јавно надавање, краткотраен, долготраен закуп или јавно-приватно партнерство, ние треба да имаме соодветна планска документација. За овој простор е донесена соодветна планска документација согласно тогашниот закон за урбанистичко и просторно планирање, кои што ги имат сите потребни документи и согласности од сите институции, вклучувајќи го и Министерството за култура и Заводот и музеј. Значи да не се доведуваат јавноста до заблуда. Значи постапката е запазена и за истиот е одржана јавна анкета, јавна презентација и е донесено со позитивно мислење од Министерството за транспорт и врски. Целокупната постапка за продажба на градежно земјиште понатаму ја извршува комисијата донесена од градоначалник и не е потребна одлука на советот за секоја парцела, истакна представникот од стручните служби при општина Охрид. Од представникот на седницата беше објаснето и дека програмата мора да се донесе согласно законот за градење, во спротивно може на општината да ја бидат одземени ингеренциите во делот на располагање со државно земјиште на нејзина територија. На денешната 15-та седница на Советот на општина Охрид се обезбедија потребните 2 милиони денари, кои ќе бидат наменети за организација на овогодинешното издание на Охридскиот пливачки маратон. Советниците со мнозинство гласови ги усвоија предлог програмата за измени на програмата за спорт и рекреација за 2022 година и предлог одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Охрид за 2022. Советниците со мнозинство гласови усвоија вкупно 94 точки од предложениот дневен ред на 15-та седница на Советот на општина Охрид. Дневниот ред на седницата беше надополнет со 2 точки за измени на програмата за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година и на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование за 2022-2024 година. Председателот на Советот Сашо Донев ја прекина седницата со најава дека нејзиното продолжение ќе биде закажано во текот на наредните денови. 14 спасени животи, над 800 интервенции. Ова е билтенот од спасителните дневници на 10 плажи вдолж Охридското крајбрежје, каде имаше уредно поставени спасители на вода. Дури 26 плажи долж брегот останаа небезбедни и необележани. На Охридското езеро оваа сезона регистрирани се 3 давеници, лица со здравствени проблеми на плажи каде немало спасители. 14 успешно спасени давеници и преку 800 интервенции за укажување на прва помош ова лето на капалиштата на брегот на Охридското езеро. Сите интервенции беа случајни на 10 плажи на крајбрежјето каде летово имаше уредно поставени спасители на вода. Завршува шпицот на сезоната, а дури 26 плажи вдолж брегот останаа небезбедни и необележани. Концесионерите не ја испочитуваа законската обврска, а инспекторите на капетанија и општините не презедоа никакви мерки. Две капалишта кои што немаа спасители, интервенираа спасителите од соседните капалишта. Тоа е на капалиштето во Љубаништа и во Трпејца, каде што нашите спасители помогнаа да се
спасат човечки животи, но секако дека безбедноста не е задоволителна на целата Охридска ривиера и дека во наредната година навистина треба навремено да се превземат соодветни чекори, соодветни мерки без разлика дали има концесионери, нема концесионери. Безбедно треба да биде Охридското крајбрежје за сите капачи. Друг проблем се пловилата, особено скутерите кои дивеат во близина на капачите. За следната сезона надлежните најавуваат координирани мерки за елиминирање на сите слабости. Надлежните установи, капетанија, Црвен крст Охрид, Езерската полиција и СВР Охрид направи деновиве еден доста конструктивен состанок на кој што се резимира сите оние пропусти, слабости што беа во текот на оваа сезона, се со цел да се подготват на вистина соодветни и ефикасни чекори за справување со евентуални инциденти и обезбедување на безбедни капалишта за сите. Ова лето на Охридското езеро регистрирани се 3 давеници, лица со здравствени проблеми, сите надвор од безбедните плажи кои имаат спасители. 15 години нема давеник на капалиштата покриени со обучени спасители на вода. Се одржа 4-тиот олимписки пливачки маратон Охрид 2022. Учествуваа македонски пливачи во машка и женска конкуренција. Во земјава има потенцијал за маратонското пливање, но недостасуваат затворени базени, каде што ќе се овозможат постојани тренинзи на пливачите, вели маратонецот Евгений Поп-Ацев. Се одржа олимпискиот пливачки маратон на 10 километри Охрид 2022. Овој маратон се одржува по 4-ти пат на Охридското езеро во организација на пливачкиот клуб Охридски бранови 2008. Годинава на маратонот учествуваа пливачи од Македонија во машка и женска конкуренција, информира Катерина Стојановска, тренер од пливачкиот клуб Охридски бранови 2008. Тие се пливачи кои што плива и на претходните маратони кои што ги организиравме на малиот Илинденски пливачки маратон, учествува и на други маратони што се одвива во теков на овој летен период, така да се подготвени, очекуваме добри резултати дека ќе извадат и му посакуваме мирно езеро и да остварат убави резултати. Ова е олимписки пливачки маратон 10 километри кој што се плива во должина од 400 и во ширина од 100 метри. По 2 пати, значи исполнува нормата 1 километар, 10 круга се вртат. Евгений Попацев е еден од пливачите кои учествуваа на 10-километарскиот олимписки пливачки маратон. Тој е еден од нашите најпознати маратонци и очекува добри резултати на овој настап. Подсетува на традицијата во земјава која ја имаме во оваа пливачка дисциплина, посебно на Охрид. Попацев кажува дека покрај традиционалниот Охридски маратон популарна станува и ова кружна олимписка патека. При тоа напоменува од што зависи развојот на нашите потенцијални талентирани пливачи. Има доста деца кои се заинтересирани да пливаат, има доста како нас малце постари кои се уште пливаат. Така сметам дека маратонското пливање има добри днина, поготово со вакво прекрасно езеро и со добра организација. Главен предуслов се условите за тренинг. Така да и покрај тоа што имаме прекрасно езеро, најважна работа е за да имаме добри маратонци се базените, да имаме базени постојани. Зими и лета е кој постојано работа за може деца да тренираат, потоа како професионалци да тренираат. Така да тоа е еден од најголемите услови, тоа мислам дека и фали на Македонија и тука треба исто да се работи доста, но се гради тука базен, се надам дека скоро ќе се заврши и со тоа ќе се зголеми потенцијалот за стварање на добри пливачи. 4-тиот олимписки пливачки маратон Охрид 2022 се одржа во езерските води на просторот пред старото пристаниште на потегот помеѓу хотелите Палас и Милениум. Најдобри резултати на 10-километарската патека постигнаа Александар Илиевски во машка конкуренција и Ивана Неделковска во женска конкуренција. Во свет во кој поезијата се помалку ја има, а се повеќе ни треба, добре дојдовте на нејзиниот остров, добре дојдовте во поетска струга. Со овие зборови, Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска синоќа го отвори 61-то издание на најпрестижната поетска манифестација – Струшки вечери на поезијата. Со изведба на Константиновата, Тага за југ и палење на поетскиот оган, синоќа на летната тераса на Хотелот Дрим започна 61-то издание на фестивалот Струшки вечери на поезијата.
Фестивалот за отворен го прогласи министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Младите за жал се помалку читаат. Ги нарекуваат генерации на слики, а не на зборови. И за жал, воопшто, како сите се помалку да комуницираме и се помалку да зборуваме. Најубавите зборови од мечините јазици ги заменуваме со емотикони. А каде е зборот и каде се чувствата? Дали имаме страв од Платоновата мисла дека поезијата е поблиску до вистината отколку историјата? Или постои ли извесен страв од поезијата, зашто таа е соочување со самиот себе? Да, ние веќе поинаку комуницираме со другите, но и со себе си. Каква е таа комуникација? Затоа струшките вечери на поезијата се отрезнувачка опомена, а поетите се наши исцелители. Големиот македонски поет Матеа Матевски во една прилика кога се зборуваше за струшките вечери на поезијата рече дека оваа манифестација е толку единствена и храбра што може да преживее се. Тоа се потврди во сите овие изминати години, истакна во своето обраќање поетесата Гордана Михаилова Бошнаковска која испрати порака на фестивалот. Генерации творци од Македонија, од сите земји од Европа и од други континенти, во темните ноки на небото над Струга, сјајат со нивните звезди и го слушаат одекот на нивните песни. Тие одеци само ни велат дека поезијата живее за да укаже, да помага тамо каде е затворено, да отвара. Вековите не може да живеат без говорот на поезијата. Но дали сега, денес, може оваа магија да го направи невозможното возможно? Вечерта продолжи со поетско читање Меридијани, на кое настапија поети од земјата и од странство. Годинава на струшките вечери на поезијата учествуваат 24 поети од странство и над 30 од држава. Започна Балканскиот поетски камп за млади Ванчо Николески. Кампот се одржува под покровителство на Светската академија на поезијата при ЮНЕСКО. Започна четвртото издание на Балкански поетски камп за млади Ванчо Николески во организација на Сдруженијето Мацково од Охрид. Учесниците на настанот ги поздрави градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и председателот на Друштвото на писателите на Македонија професор доктор Христо Петревски. На поетскиот камп ќе учествуваат млади поети и поетеси од Македонија, Украина, Албанија, Бугарија, а виртуелно вклучување на настанот ќе имаат поети од Хрватска, Србија и Грција. Раководител на работилницата е Ана Петреска, која има докторирано книжевност, а има и големо искуство како логопед. Таа ќе одржи предавање на тема правилниот говор кај децата и креативно изразување на учениците. Учесниците на Балканскиот поетски камп е предвидено да присуствуваат на одделни манифестации како меѓународниот семинар за македонски јазик и литература, на поетскиот фестивал Струшки вечери на поезијата, ќе го посетат вевчани разгледувајќи ги вевчанските извори, куќата на Михајло Пупин, а исто така ќе ја посетат и општина Дебарца. Инаку кампот се одржува под покровителство на Светската академија на поезијата при ЮНЕСКО, додека председателот на Македонија Стево Пендаровски испраќа посебно послание до учесниците. Манифестацијата се затвара на 28 август, а ден пред тоа учесниците ќе престојуваат во Црвена Вода, родното село на Ванчо Николески, основоположникот на македонската литература за деца и млади, каде ќе бидат во можност да ја посетат родната куќа како и спомен собата на Ванчо Николески во училишната зграда, која сега е спомен дом на народно-ослободителната борба од Втората светска војна. Владата донесе одлуки за кризна состојба во снабдувањето електрична енергија на целата територија на Македонија и со топлинска енергија во град Скопје. Двете одлуки се донесени на предлог на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи и ќе отпочне да се применува од 1 септември 2022. Постоењето на кризната состојба ќе трае 30 дена од денот на отпочнувањето на нивната примена. Првата одлука се донесе поради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична енергија,
додека другата се донесе поради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот на топлинска енергија. Со денот на отпочнувањето на примена на овие одлуки, Комисијата за следење на состојбите со снабдување со електрична енергија и за следење на состојбите со снабдување со топлинска енергија постојано ја следи, анализира и проценува состојбата на пазарите на електрична и топлинска енергија и предлага мерки согласно уредбите кои ги регулираат критериумите и условите за прогласување на кризна состојба. Викендов 27 и 28 август на патниот правец Дервен-Царина преку Галичица нема да се извршуваат предвидените активности за реконструкција, при што патот ќе биде прооден за патнички моторни возила, информира од Национален парк Галичица. Патниот правец Охрид-Ресен преку Галичица поради изведување градежни работи, асфалтирање на коловозот од 18 август па до 12 септември делумно е во прекин. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Украинскиот енергоатом рано утрово објави дека се исклучени сите 6 реактори на нуклеарната централа Запорожје. Централата испаднала од системот за снабдување со електрична енергија на Украина. Само неколку минути по таа објава енергоатом објави дека снабдувањето со електрична енергија е привремено возможено со далечинско поврзување со други системи. Исклучувањето на струјата е еднакво опасно за Запорожје бидејќи ги оневозможува да работат системите за ладење и циркулација. Последната информација која е објавена е дека во тек се прават напори за повторно поврзување на двата реактори на Запорожје со системот и нивно стартување. Се додава дека реакторите се уште се исклучени. Вчера за влакно беше избегната нуклеарна катастрофа бидејќи избувнал пожар во нуклеарната централа најголема во Европа. Додека Кремљ го обвини Киев за гранатирањето, украинскиот претседател Володомир Зеленски рече дека несреќата е избегната благодарение на брзата реакција на украинските техничари кои работат во централата, а се киднапирани од руските сили. Властите во Латвија денеска со градежна механизација урнаа обелиск од 79 метри од советската ера во Рига, изграден во советската ера, кој го означуваше победа против фашизмот. Одлуката била во согласност со законот донесен по руската инвазија на Украина и покрај протестите на руското малцинство во оваа балтичка држава. Споменикот е поставен меѓу 79-та и 85-та година, а беше заштитен со договор од 1994-та меѓу Република Латвија и Руската Федерација. Споменикот свратилиште на руското малцинство, чии припадници се собираат на 9 мај за да го одбележат денот на победата во 1945 година. Повеќето летонци го доживуваат датумот како почеток на речиси 50 годишната советска окупација која заврши во 1991 година. Првиот од 4 штрајкови кои поштенските работници во Велика Британија го најавија за 31 август ке се штрајкови на 8 и 9 септември. Јавува британскиот сервис BBC. Писмата нема да се доставуваат во деновите на штрајк, а некои спораки ќе бидат одложени, предупреди Royal Mail, додека им се извинуваше на клиентите истакнувајќи дека има план за вонредна состојба за да го минимизира прекинот. Синдикатот на работниците во комуникациите CVU, кој ги застапува и работниците на Кралската пошта, бара зголемување на платите, што приближно ќе одразува моменталната стапка на инфлација, односно во износ кој ги покрива тековните трошоци за живот. За време на 3-месечните преговори, менеджментот на Кралската пошта понуди зголемување од 5,5%, кое штрајкувачите го одбија. Патнички авион Viva Airbus кој летал од Гвадалахара до Лос Анџелес морал да се врати на аеродромот како се запалил мотор. Патниците слушнале силна експлозија неколку минути по полетувањето, а потоа виделе искри и оган како го зафатиле десниот мотор на Airbus A320. Исплашените патници го известиле екипажот, а пилотите го свртеле авионот и се вратиле на аеродромот. Снимката од инцидентот покажува дека моторот гори додека авионот летал ниско и над населено место. Во авионот имало 186 патници и членови на екипажот. Проблемот со мотор предизвикал паника кај патниците кои плачеле и врескале, а други се молеле. Viva Aerobus е нискобуџетна авиокомпанија, патниците кои доживеале големи непријатности добиле уверувања за нов лет. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.